Преку привремен ангажман во радио, во телевизија, а често и низ самостојни мултимедијални продукти, студентот Филип Костов донел одлука целосно да се посвети на новинарството. Снимам и подкаст Vision of Voices, сега пред некој месец почнав да го снимам. Професијата ја учи на студиите по новинарство при факултетот Јустинијан I во Скопје. Тоа што го очекував беше да научам да пишувам, да се изразувам подобро и мислам дека професорите доста се трудат тоа да не научат. Сепак, Филип е еден од ретките што денес се одлучуваат да запишат новинарски студии. Во неговата генерација се само десетмина. Причините за избегнување на тие студии се различни. Немањето доволно практична настава им е првата пречка. Да имаме предмет кој што ќе биде стрикно врзан за пракса, постојано, а поврзан е нели со новинарството, дали треба да пишуваме, да известуваме, не знам, да учиме како се едитира. Се додава и стравот дека е урната довербата кон новинарската професија. Мислам дека одамно имам изгубено чувството на тоа што значи да си независен новинар и независен медиум и мислам дека тоа многу ги обесхрабрува младите луѓе да се запишат на овие смерови, вклучувајќи ги и политички науки како смер. Платата, можноста за вработување, иако се големи, само младите не се запознаени со што може да работиш кога ќе завршиш ваков факултет. Кај професорите исто така расте загриженоста за таквиот надолен тренд. Македонија има најмал број на млади луѓе заинтересирани да студираат новинарство, компаративно со други земји во регион. Можеби од 70 до 100 се движи тој број, а ние на нашиот факултет сега запишуваме 10 ученици, млади луѓе кои сакаат да студираат новинарство. Модернизирање на наставата и учењето нови медиумски вештини се гледаат како начини за привлекување на студентите. Кога ќе профилирате професионалци, многу вешти, тие ќе дојдат со еден друг ентузијазам и со една друга лична аура како професионалци на терен во општеството и тие да ги менуваат состојбите. Токму во таа насока се подготвува и нова лабораторија на студиите по новинарство на правниот факултет. Планот е да има целосно професионално опремено телевизиско студио. Фокусот е ставен во голема мерка на тоа да се овозможи на студентите практична работа во текот на студиите, значи да го учат и занаетот заедно со теоретските сознанија кои ги имаат. Опремата во лабораторијата доаѓа како грант од САД, а се изведува со стручна помош од Факултетот за новинарство Волтер Кронкајт од Државниот универзитет од Аризона. What we're trying to do is take the curriculum and the equipment, so those two things together, and put together a lab. And the lab that's been designed under the dean's direction is called a Media Innovation Center, or a MIC. So there will be storytelling here across the platforms of public relations, journalism, traditional broadcast, new media that we don't even know about, AI, whatever might be coming down the road. Целта на проектот е да се подобрат условите за формирање самостојни и добро обучени кадри во полето на новинарството, но и во полето на комуникологијата и политичките науки. It's important for journalism students to be inquisitive and to be able to capture those skills that will make them want to connect to the outside world. So I think just even in the first few classes is for them to get comfortable with that ability to approach others and to feel comfortable of expressing their ideas and engaging others. Професорите од САД кои изминатиот период престојуваа во Скопје, велат дека македонските студенти имаат голем потенцијал во себе за идни професионалци. The students I've talked to here, it seems like they are doing a lot of critical thinking and that they know about their government, they know about what's going on in their society, but they need some of those practical skills. Младите новинари денес имаат повеќе можности пред себе, поради мобилните уреди и поради бројните алатки за пренесување на информациите. And trust is the most important thing probably we can instill in the students, is to figure out how to bridge and rebuild relationships of trust with the audience, because that's what it's all about. If they don't trust us, they won't believe us, and that's not good for democracy. Надежите се дека со проекти, како што е новинарската лабораторија, но и со засилена кампања за медиумска писменост, значително ќе се зголеми интересот и довербата на идните генерации кон новинарството. Но она што е наше е да понудиме квалитети, ова е основната интенција. Значи, на база на таа интенција, всушност, ние го правиме ова што го правиме и ова студио и го нудиме на студентите. Се со идеја дека тие ќе го препознаат тоа што им се нуди. Филип од десен продолжува со трета година на новинарските студии.
Решен е да им помогне на неговите помлади колеги, за кои се надева дека во иднина ќе бидат во поголем број. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.